Јавните комунални предпријатија во долгови до гуша. Најмногу натоложени неплатени сметки се кон ЕВН и приватните добавувачи на електрична енергија. Во Лозово ситуацијата е најалармантна. Директорот си зел годишен одмор до декември, па новата општинска власт не може да направи увид во финансиската состојба. Градоначалникот Бошко Цветковски бил приморан да го свика советот, пошто е констатирано дека комуналното предпријатие не работи во целост. Колкави се долговите засега е неизвестно, а за проблемите во предпријатието дознавал од вработените кои секојдневно му се жалеле, објаснува Цветковски. Фактури стигаат од секаде и сите се закануваат со блокада на сметки. Меѓутоа сметаме, бидејќи немаат земено плати, 3-4, не знам точно колку се на број. Знам дека имаше проблем дека дел од нив немаат ни здравствено осигурување и тоа е сериозен проблем. Долг околу 300.000 евра има и јавното комунално предпријатие Плачковица од Карбинци. Најмногу должи по основ на електрична енергија. Се работи за некаде 15.500.000 денари обврски кон ЕВН Македонија и исто така обврски за потрошна електрична енергија кон други добавувачи над 1 милион денари. Или некаде да сумирам вкупно 16.500.000 денари по основ на потрошена електрична енергија. Рекордер по неплатени долгови е Штипското комунално предпријатие ИСАР. 29 милиони денари должат на добавувачот на електрична енергија Solar Pro. Предходната власт за само 4 години Штипското комунално предпријатие го задолжила со 300 милиони денари.